Законот за амнестија само од портали го имам видено, така што го немам видено во целиот негов текст од собрание, она што е поминато усвоено. Сметам дека доста контраверзен и во примената ќе има некои проблеми, но сметам дека поголемиот дел од луѓето ќе мора да бидат тргнати од постапките. На вас ви одговарали за сите тројца клиенти, бидејќи се различни профили. Едниот е оперски пејач, другиот е пратеник, третиот е разузнавач. Читајќи го она што е обвинението и она што се нивни действија во овој момент, сметам дека во однос на тројцата што ги застапувам, тоа се Љупчо Димовски, Игор Дурловски и Мунир Пепич, овој закон треба и мора да се примени. Како ќе се примени во однос на Мунир Пепич, бидејќи тој е опфатен како службено лице внатре во собранието, бидејќи бил на службена должност. Дали веќе го убедивте судот и обвинителката Вилма Русковска, бидејќи тие оценуваат дека тој службено постапувал и дека по наредба бил пратен во собранието? Неговата наредба не се однесува за собранието. Неговата наредба се однесува за следење на протест. Со самото тоа што лицето кое што го следи, влегло во собранието, негова обврска е да влезе. Така што тој нема апсолутно никакви службени задолжувања и обврски во врска со самото собрание, во врска со постапување на било која полициска единица, за да може да биде во оној дел да евентуално ги злоупотребиле своите службени овластувања. Иако и тој дел сметам дека ќе биде тежок за образложение и на обвинителството и на судот. Јас имаме, што само да душме на ова, само да го објасниме. Значи, тука од една страна вие зборите дека обвинителството не му држи тоа што го напишало за Пепич, ама сепак го има во обвинение така како што е. Сега, дали ќе нема пресуда, ќе нема завршни зборови, веројатно нема да се стигне за сите. Како обвинителството ќе си ги прави тие правни селекции со судот, кога нема да ги земе доказната постапка и сето оно што вие го докажувавте? Дали ќе си остане само на тоа во групите 4 напишано, или плюс ќе треба да ги земе во предвид судот и вашите сведочења, вашите сведоци, па евентуално да го тргне од одговорност и да му смени преквалификација да направи на некој ако се докажало спротивното во текот на постапката. Може ли да се земе спротивното што се докажало? Додека не заврши целосната постапка по законот за амнестија, односно да истиот се објави, да поминат роковите за поднесување на барања, оние лица кои што ќе се повикаат на законот за амнестија, и додека не заврши комплетната постапка со донесување на решенија и правосилност на тие решенија, јас сметам дека оваа постапка не може да продолжи. И истата би морала да сочека до завршувањето, затоа што во зависност од тоа како ќе одлучи, бидејќи тука ќе одлучува кривичен совет. За се што е надвор од главен претрес одлучува кривичниот совет. Кривичниот совет ќе мора да одлучи во однос на секое лице кое што ќе поднесе барање за амнестија поединечно и дури од како тие бидат правосилни, обвинителството со оние кои можеби нема да им се дозволи примена на тој закон, ќе може да прави сосема нов обвинителен акт, дали ќе прави преквалификација, како ќе оди и што ќе прави во однос на тој акт, но ќе мора да ги исфрли сите лица, а и сите докази од тие лица за кои што ќе биде применет законот за амнестија, тоа е словото на ЗКП. Или во самиот диспозитив да ги наведе како лице во однос на кој е применет закон за амнестија. Кои проблеми и слабости мислевте кога рековте дека законот е контраверзен и ќе произведе проблеми во пракса? Има многу проблеми во делот на тоа дека за насилството се дел од действија не се потпаѓа под законот за амнестија, кој на каков начин и како ќе ги толкува. Затоа што ако одиме по оваа логика на работите, ние ниту имаме докази премногу цврсти за многу лица дека поседувале неовластено оружје,
немаме докази дури од она што го следевте, дека некои од лица со прикриен идентитет превзеле некое дејство на насилство. Така да кажете, не е докажано тоа. Сега, вака како што е конципиран, вика лица кои што биле со прикриен идентитет, без дали тие треба и да имаат паралелно и действие на насилство, а кај многумина го нема таквото, бевте сведоци на поголемиот дел, така што затоа велам дека ќе биде доста контроверзно и мислам дека долго време нема да се одлучи по сите барања и оние кои што ќе ги поднесат.